Да, денес во просториите на регионалниот центар за застапување во Делчево го организираме првиот координативен состанок со цел да ги утврдиме приоритетите и насоките за тоа како ќе функционира и како ќе работи првиот младински хаб во Делчево. Станува збор за младински центар во кој што сите млади ќе може да доаѓаат, да се собираат, да ги развиваат своите идеи, своите иницијативи, а ние како организација, како носители на тој младински хаб да им даваме поддршка во човечки ресурси, со техничка опрема и да им помагаме да тие идеи може да се финансираат, да се развиваат и да можат да ги реализираат по одредено време. Денеска имавме координативен состанок со представници од локалните институции од Делчево. Во наредниот период ќе имаме состанок и со младите, ќе имаме состанок и со експертите и сите тие заклучоци од сите три состаноци ќе ги собереме и ќе ги ставиме во една стратегија, еден акцијски план за тоа како во наредните 2 години ќе функционира овој младински хаб. Инаку во рамки на овој проект кој што инаку е насловен бизнис развој на млади преку социјално претприемништво, имам уште неколку активности, меѓу кои камп за млади лица на кој што камп тие ќе може да ги развиваат своите лидерски вештини и вештини од различни области. Исто така имаме кампања за подигање на јавната свест, имаме и саем на кој што ќе се презентираат бизнис идеите кои што младите во овој период од неколку месеци ќе ги развиваат во тој младински хаб. Значи генерално целта на проектот е да се поттикнат младите да пројавуваат интерес за одредени области, посебно во областа на социјалното претприемништво, што долгорочно за нас, меѓутоа и за целата општина би било добро, затоа што долгорочно ќе се поттикне локалниот економски развој, на некој начин ќе се обидеме младите да ги задржиме тука и да им дадеме поддршка во оние идеи кои што сакаат тие да си ги остварат дома во родниот крај. Колку време се имплементира? Проектот се имплементира 1 година, започна во месец ноември, ќе трае до месец ноември ова 2021 година, инаку е финансирано од амбасадата на Соединетите Американски држави во Скопје. Јас сум Борче и сам координатор на моментално имаме еден проект што се спроводи од Erasmus+. Проектот се вика Природна перспектива. Тоа е нешто кое што со не само сам, туку генерално со мојата сопруга ја почнавме целата идеја како двојца млади кои што сме во овој регион и кои што видевме потенцијал дека не е се така црно и дека не е се толку страшно да се живее овде и да пробаме да ги реализираме нашите идеи и со благодарение и на тоа едно наследство што го имаме од нашите баби и дедовци на стара куќа во село Стари Стевник, сакавме да развиеме на еден начин. На почетокот почнавме со идеите кои што ги нуди тука нашето општество за развој на рурален туризам, за некои такви идеи, но со тек на време самата идеја се моделира. Значи се си оди по патот и си врви и само доколку сме упорни и доколку сакаме нешто да постигнеме. И сега ние одиме во насока самата куќа да направиме еден центар за практични идеи за самоодржливост. Значи нешто што како идеја ќе го ставиме и ние во практика заради тоа што како што кажа Родна, доста време слушаме само теории и само се обидуваме некои проекти да реализираме и нешто да се случи, но и самите луѓе и сите сме свесни дека немаме некои многу големи подобрувања. Затоа решивме ние сето тоа што го стекнуваме како знаење да пробаме да го имплементираме во практика. И еве сега ова ни е прва официјална, како да кажам, финансирање на нашите идеи. Овој проект кој што го реализираме со помош на Сдружение Надеж од Македонска каменица и Сдружение Зелено од соседна Република Бугарија. Значи сите некако допринесуваат само кога се сака. И идејата по Поленка расте, значи ние оваа година планираме со волонтерите веќе да отпочнеме со производство на сопствени производи, како ќе имаме за почеток градини, зеленчук, па после ќе пробаме да направиме и завршен производ како ајвар, компот и сето тоа да го дадеме на луѓето кои што ќе сакаат да дојдат и да не поддржат на некој начин и да си купат од тоа или не знам. За сега идејата е тука и ние още работиме на тоа. Така да сакам искрено да ја поддржам многу оваа идеја што има РЦЗ и младинскиот хаб. Инаку како целата самоодржливост, јас веќе работам во една фирма за диспечерство во Соединетите Американски држави.
Значи, кај нас во фирмата моментално од Делчево сме двојца и сигурно ќе имаме потреба ише за неколку како што ни најавуваат, пошто и тие таму им се отвара пазар од сега и доста, значи, транспортот има потреба од нови работници. Така да, супер идеја и мисля дека и они ќе се согласат од нашата фирма, пошто исто така не прашуваат дали да ни најдат простори, дали да почнеме да сега тражат моментално една женска особа за работа, пошто сакаат малку баланс во фирмата. И ако има некој заинтересиран, исто и тоа може да биде, додека се снимаме да имаме како промоција, значи слободно може да се обратат, да ми сконтактира и да дам контакти, ако познавате некој, нека се обрати, сигурен сам дека ќе е добро, задоволен од работата што им се нуди. Кажа еден позитивен случај кој што се деси. Ја бев водил во Италија, Швајцарија, во разговор со еден дечко кој што работи долго време во Италија, дали може да дојде тука да отвори сервис. Му реков ке најам начин, кој ќе дојде време да ти помогне, ја? Дојде време, му помогнам ке човекот тука да си има во Зебор сервис, кој што добро работи, добро печали, но има еден друг проблем кој што по фамилијата не сака да му се врати. Не, добро пример. Значи, тоа го размислил да го кажам. Тоа е добар пример. Има и други примери во кои што младите сакаат там дека што се били во Италија, во тој регион сакаат да се вратат, но таа сигурност во државните институции ја нема, кој што дали ќе успеат. Сега да остави он таму 1500-2000 евро плата, па да оди тука, пак да се врати, тоа шетање е многу тешко. Тоа е позитивна работа во која што сега слушам. Дај Боже да има многу вакви и кампови, и вакви совети на младите како може да дојдат до онаа желба кој што да напредуваат. Видејќи како свесни сме сите ние, видејќи и мен дел од фамилијата ми е во Швајцарија, едниција ми е во Швајцарија. Јас сум разочаран од тоа, видејќи тука се школуваше, дипломираше и кога требаше да почне да си ствара фамилија, да напредува. Зборот ми е, ние сме многу мала држава, но многу исполитизирана. Тука се проблемите кај младите. Еден проблем кој што се случи во средното општинско училиште, не само во Делчево, него и во цела држава, самите изјави на учениците беа, ние не сме сигурни во образовни процес во Македонија. Ние не сме сигурни и затоа ние планираме едно 80%, тоа мислам дека, така го кажам револтирано, 80% од сите тие средношколци што планираме да се запишеме, планираме да се запишеме во странство. Да знаеме. Примерите ги знаеме во Бугарија што се случува, бидејќи наши средношколци највеќе се запишуваат во Бугарија. Сите квалитетни студенти потоа се остануваат таму, вработувајќи ги во странски фирми со добра плата, сите понеквалитетни ги враќаат во Македонија. Тоа е еден пример по кој што сакам да напомнем за средношколците кои се запишуваат во високо образование. Зборот ми е, ако има стално вакви кампови, ако има стално, како што рече момчето, да успееме младите да си ги задржиме, на тој начин тоа сега што го дискутираме, тоа ќе биде добро. Јас сум расположен да помагам се што можам да со младински хат. И ќе бидам задоволен ако се успее во тоа, барем едно 5 души млади да почнат со нешто различно. Значи во Делчево мислите дека има повеќе поединци кои што си работат онлайн. Многу актуелно, не заради сегашната ситуација со ковидот, тренци заради технолошки развој. И мисля дека ви е многу добра насока кон што се движите. Сега тука дали вие ќе размислите и ќе ви покаже искуството, дали треба некој дополнително опитално код експерчува замислувате за онлайн едно, таа општа подготовка тука дали ќе треба со курсеви по англиски да се подготват тие заинтересирани, нели вие треба право да имате целна група, право да има некој
потенцијал кој ќе биде заинтересиран во тоа да заработи. Ако некој сака да биде автомеханичар, значи он ќе оди во друга област. Меѓутоа, дефинитивно онлайн работата од дома не тражи многу, освен познавање на англиски, познавање на некои економски изрази, кои исто така може би ќе треба да вклучите некој економист околу комерција, околу продажба, околу тие меѓународни договори, кои луѓето се учествува веќе директно во спојување на купувачи, продавачи и на склучување на сделки. Значи, таа е една ситуација која е стварно потенцијал за Делчево и за секаде. Другата, преку формалното образование, ние знаеме што имаме во Делчево. Имаме во Делчево стручно образование, текстилно и прехранбено, имаме фирми кои можеме да ги спомнем, сега не знам какви се вашите можности како проект, што можете вие на фирмите да им понудите каков тип на подршка, бидејќи тие ги знаат кадрите. Може ли нешто заедничко да се направи тука преку агенцијата, да се види тие кадри што остануват, тука што имаме ние со средно и со високо, дали некој од фирмите многиот интерес за такви, па вие да ги преземете заедничко нешто во тој дел да направите. Инаку друго, тоа е најголем потенцијал сепак си на онлайн продажбата или работа од дома преку интернет. Порано постоеше и угостителска средна, каде што без положен, без сертификат не можеше никој да отвори дали кафич, дали ресторан, дали... А сега гледаме дека има многу ученици што си основно и средно образование работат како келнери, а немаат никаков документ, например. И плюс се малолетници. Порано постоеше и угостителски смер и имаше, мислам, и гимназијата беше опремена, и сега не знам, се полагаше, мислам, во Каменица. Знам дека мојот родител беше тогаш и директор и професор, дури и јазик се полага, за да добие, значи, документ да може да отвори, значи, некаков локал. И мислам дека може и тоа истото да се вметне како иницијатива.